Расипани автобуси, несоодветно одржување, притисоци од раководството врз вработените. Кулминира хаосот во ЈСП, каде вработените со месеци алармираат дека состојбата со возниот парк е многу загрижувачка. Од синдикатот реагираат дека само 40% од автобусите биле исправни и дека возачите постојано се жалат и мораат да ги враќаат возилата во гаражите поради различни дефекти. Вчерашниот инцидент од Сопиште ја прелива чашата на трпение. Синдикатот бара одговорност и секојдневието на возачите станува се постресно. Бараат детална истрага и надлежните органи да реагираат за воиднина да не се повторат вакви незгоди. Де некој возило не влече, де некој возило нема парно, во тоа ладното парно немале. Делови нема, ги враќаат назад, 58-ците беа стварно, буквално без еден ден, ни едно возило немаше тамо. Не само тоа, има другите возила, значи безбедни, можем да речем 40% се исправни возилата. Треба подобро, нека се извина тој народ тамо, директор да рече извини, дека стварно сгрешив, пошто бев револтиран, пошто за 6 месеци, скоро 4 возил колку беа запалени, вака нека се извини подобро и нека видат стручњаците што се за надлежни тоа, нека утврдат што бил причината. Од синдикатот на ЈСП се гневни што директорот Драги Кушевски отвара сомнежи за наводни саботажи како оправдување за катастрофалните состојби. Неговата изјава, велат, не само што е неточна, туку и контрадикторна. Ја мислам дека таа грешка, голема грешка што направи вака, дека по мене мојата логика е грешка. Зошто? Како може да биде саботажа тој дел кога возилото уште во 5 сабајле тргнува на линија, а возилото се запали околу 12:30. Ако случајно е било саботаж, то треба уште сабалете да било да се запали автобусот за да не оди на дека. Зошто не се запали напред кај возачот прво? Сите се запалуваат назад кај моторот. Зошто? Кушевски по вчерашниот инцидент со изгорениот автобус со број 58 во Сопиште рече дека имал сознанија за саботажа, но не сакаше да сподели детали. Ние имаме одредени сознанија, ама сепак низ соодветните постапки сакаме да видиме дали се тие основани или не. Така да ќе се докаже тоа од соодветните постапки. Значи се сомневате дека е подметнат? Не го реков јас тоа, реков дека имаме некои сознанија. А сега дали се тие такви или не, треба да ги докажеме низ соодветни постапки. Вработените и синдикатот на ЈСП постојано алармираат дека состојбата е многу загрижувачка, а секојдневието на возачите станува се постресно. Освен неколкократна промена на директорите, градската власт досега не најде решение за хаосот во јавното претпријатие. ЈСП минатата година доби од Европската унија 6 еколошки автобуси кои се уште стојат во гаражите. Раководството тврди дека постапката за нивното осигурување била завршена и сега се очекува само регистрацијата за да се пуштат во сообраќај.